Метлата е веројатно еден од основните реквизити со кој треба да биде украсен новиот забавен парк. Низ презентацијата на планот за негова реконструкција, може би се назира и начинот и структурата на функционирање на идниот кабинет, од кого се очекува со нов распоред не само да го намести, туку и да ги разигра. Ќе биде тематски, што значи нема да бидат ставени само играчките, туку ќе влегуваме во еден сосема нов свет. Сепак во македонскиот политички луна парк не престанува да врти истиот рингишпил, од кого наместо адреналин се крева нервоза и не предизвикува воодушевување, туку разочарување. Трамболините, например, служат за брзо отскокнување и за уживање во височините, ама за тој тип на забава очигледно не се важни вештините, туку врските на билетарата. Не знам зошто сите се плашат да ги наречат работите со правото име. Факт е дека на советничкиот список на премиерот имаме татини синови, имаме нечии љубовници, имаме луѓе кои со сомнителен бекграунд, луѓе кои учествувале во насилство, луѓе со кривични пријави. Не ставајќи знак равенство, туку акцентирајќи ја хипокризијата на таквата политичка забава, звучи прилично дилетантски. Токму авторите на таквите кадровски тобогани, низ кои се спуштаа клиентелистички безименковци и амбициозни лежелебовци, да држат лекции и да даваат сугестии за тоа како треба да се уредуваат политичките луна паркови. Антонио имаше навистина подобри предлози, сопругата на Владко Ѓорчев беше негов советник. Оваа драмска пауза веројатно би можела да биде исполнета со неколку одломки од творештвото на еден од советниците на премиерот, кој во минатото беше скептичен токму околу неговото поведение и со силен молк говореше за тогашниот режим, па дури и во еден миг, нескриено изразувајќи сомнеш за надворешните гласови во револуционерниот крик на неговите противници. Може би на него, а не на политичкиот мешетар од гинекологија и се однесува реториката, што за таквите профили ја користи корисникот на советите. Не заради тоа што он ќе збори за одредени работи, заради тоа што тропа глупости буквално од секој можен аспект и нема да дозволиме никој да се игра играчки со институциите. И на крајот, за оние кои што навистина се поигруваа со институциите и за нивните следбеници, на кои повеќе од се им фали неговото присуство. Вие и вашите репресивни мерки не дозволивте, согласно она што е напишано во деловникот, пратеникот Никола Груевски, да се пријавува за одсутен лице кое што е оправдано одсутно. Оправдано одсутниот, а осуден, живее далеку од овде. А овде, поради неговите дела и покрај се уште се живее далеку од таму каде што се припаѓа.